како нарушувањето на здравјето кај децата остава печат за понатамошниот развој на човекот. Значи, колку повеќе внимаваме генерално, не само во мојата струка, за правилен развој на децата, ќе имаме подобри поздрави поколенија и понатаму. Да. Заболувањата или воспаленијата на синуси, ако може така нели исто да го кажеме, тоа се разликуваат од оние кај децата и кај возрастните. Можеме ли да почнеме од она новороденечка возраст, кај новороденчињата синусите не се среќаат добро? Разликата е евидентна затоа што синусите не се одма развиени кога новороденото ќе дојде на свет. Па велиме вака, значи кога ќе се роди бебенцето, значи прво се развиени 2-3 клетки од тој етноидален или меѓуочен синус на таа ситаста коска, благо се развиени величните синуси, додека свеноидалниот синус или синус на клинастата коска некаде 4-5 година од живот, а челниот синус се развива некаде 10-12 година од животот и некаде велиме до 20 година од животот добиваат своја форма и големина. И нормално е дека затоа постојат разлики некој во однос на заболувањето на синусите кај децата и возрастните. И би можеле да кажеме што се всушност синусите, која е нивната функција? Да. Па тие заболувања спаѓаат во групата на заболување на горно-респираторниот тракт. Иначе синусите представуваат коскени шуплини или шуплини во некој од коските на лицевиот скелет. Имаме 4 параназални синуси. И важно е да кажеме дека во таа ембриогенеза се развиваат од носната шуплина. И они се со тесни канали поврзани со самиот носен ходник. Затоа да заболувањето на носната лигавица знае да биде еден од причинителите понатаму за заболување на синусите. Така, значи како причинители и фактори и други кои што ги има, кои што доведуваат до воспаление или заболување на синусите. Да. Па пошто постојат општи, постојат и локални фактори кои можат да доведат до воспаление на синусите. Од општите фактори се како е падот од имунолошкиот систем, неадекватната исхрана, а потоа ќе си дојдат вирусните инфекции, воспалителните инфекции, крива носна преграда, алергиите во последно време зимаат замав кој причинител за многу се присутни и тие се манифестираат со одредена симптоматологија. Локалните фактори кои не ги спомнавме, генерално би ги кажале дека локално запушување на носната шуплина е еден од примарните фактори за понатаму развој на воспаление на синусите. Така. Како да забележиме или да препознаеме дека има воспаление или заболување на синусите? Па имаме одредена симптоматологија. Значи, симптомите се едни. Ние пред се велиме доброземена анамнеза, што во превод би значело доброземени податоци, ако разговараме за децата од родителите, за почетокот и текот на болеста, и симптоматологијата која детето ја укажува, ако е малце поголемо, или која можеме ние да ја видиме со објективниот наок. Иначе тие може да се манифестираат секако со обструкција, запушеност на носот, секреција од носот која може да биде од различен карактер, или различен тип. Тука е пратено со пореметување на говор, пореметување на мирис. Значи, имаме кашлица ради секретот, главоболки, може да биде пратено и со покачена температура, а во изузетни случаи може да биде пратено и со крварење од носот. Така. Како се доаѓа до точната дијагноза за да се востанови? Па тоа е, значи, доброземена анамнеза и објективниот преглед. Значи, локалниот наод не води према тоа дали се работи за синузит или не се работи за синузит. Покрај класичните оториноларинголошки, да речам, начини на преглед, класичниот преглед, во денешно време си постојат и нови техники, нови можности за поточно и покоректно доаѓање до самата дијагноза. Така. Тука се да пример за децата, многу занимливо ехото на синусите. Тоа е прекрасна метода, лесна за изведување, практична, може повеќе пати да се повторува, многу едноставна причина, што за разлика од радиолошкото испитување, кое не го практикуваме кај децата, нема штетност. Значи, кај повозрастните деца и возрастните може да се оди на радиолошко исследување, а во самиот преглед за дијагностицирање на синузит, во последно време се користат и ендоскопите, пошто имаме ендоскопи и за возрастни и за деца, кои целосно ни го визуализираат носниот ходник од едната и од другата страна
И на основа на наодот и симптомите можеме поточно и покоректно да дојдеме до дијагноза. Така. Стручноста, едукацијата се многу битни тука, нели, на докторите, на лекарите кои што го прават тоа, за да може да се постави точната дијагноза, потоа и терапијата. Каде сме ние, ги следиме ли тие модерни текови, се она што постојано се Можеме усовршува? да кажеме апсолутно да. Кај нас е, нели, Орала клиниката водечка секако, со континуирано вадење на нови кадри, а ние останатите не стоиме во место, него нон-стоп, тоа е заедно со лекарската комора во склопот на континуирана медицинска едукација се оди на домашни и меѓународни конгреси, семинари и слично. Последно што бевме... На кои вие сте присуствувале на многу од нив, така? И се прибираат и искуства, веројатно. Размена на искуства, ќе се слушне нешто, а меѓу другото мора и да излезеш со некој одреден материјал и став, за да покажеш тоа што си го работел, за да може да се дискутира коректно. Последно што бевме добра група на луѓе, 12 доктори од Македонија на меѓународниот курс за функционална ендоскопска синус хирургија во Загреб на клиниката Ребро. Значи, јас, да речам, ученик од таа институција со професор Младина, каде што доста нови работи видовме, доста нови работи научивме, а меѓу другото имав чест да одржам едно предавање на самата клиника. Така, со тоа се поедноставуваат работите, се олеснува самата хируршка постапка или самиот начин на прегледи, на лекување? Да. Кај децата не се практикуваат некои работи, например, пункција на синуси и све. Во однос на дијагнозата, богатството на новите техники, ни даваат можност покоректна дијагноза. Во однос на повозрастните, веќе таа функционална ендоскопска синус хирургија, таа е нова метода која од 97 година ја практикуваме во Македонија. Фест техниката, така? Фест техниката, да, и кој јас години наназад и денеска ќе потенцирам дека по мене таткото на фестот во Македонија, примариус доктор Жарко Тројачанец, кој ме зарази со таа техника. Техника која денеска повеќе луѓе во Македонија работат, и тоа не само во Скопје, што е многу добар момент. Техника со која се запознаа колегите, дел помладите кои беа во Загреб заедно со мене, и која верувам дека многу брзо ќе биде покриена секаде во Македонија и која возможува коректно, значи да не речам едноставно, но практично решавање на проблемите со параназалните синуси. Така. Работите со деца? Да, најубавото нешто. Вниманието, да, така и вашиот пристап е многу значаен, нели, за да може полесно да се направи прегледот. Па децата генерално се најубавото нешто, но и најспецифичното нешто. Со децата нема... И затоа посебен пристап кој нема треба да си има. форсирање, не, никако. Со децата мора да се направи еден контакт, еден спој, затоа што без разлика колку се техниките на преглед безболни, некој ќе рече едноставни, детето се плаши од секој нов човек, се плаши од секој нов апарат, така да тука е една голема борба, една голема способност, па ќе речем и умешност, да му се приближиш на детето, за да може да ти даде да направиш коректен преглед, за понатаму да може да му се помогне во третманот. Така. Третманот, терапијата, лекувањето, кога веќе ќе се дијагностицира такво нешто, што опфаќа? Па кај децата е класично. Значи пред се треба да кажеме дека нели велиме да се открие причинителот кој е. Ако е бактериска инфекција, мој совет е секако првин да се земе брис од нос и грло, да се верифицира ако се успее кој е причинителот, да може циљано да се даде антибиотик. Антибиотикот треба да иде подолг временски период, не со кратки дози. Се дават средства за намалување на отокот на лигавицата во носот, кој што се капки за нос и друго. Се практикуваат аспирации на секретот во носната шуплина. Оти децата занимливо не можат нити да издуваат, нити да го проголтаат секретот. И секако инхалациите кој е една блага форма на тоалета на носната шуплина. Така. Дали секоја главоболка значи воспаление на синусите? Имам главоболка, дали имам синуси? Многу убаво прашање. Тоа би било, да, синуси имате, но секоја главоболка не мора да биде причината од воспаление на параназалните синуси. Така. Она што, нели, кога ќе дојде пациентот, ќе се направи преглед, ќе се види што е. Затоа велам, добро земена анамнеза, податоци за почетокот, текот, развојот на болеста, локалниот наод, кој апсолутно не води
кон правиот смер, диагностичките процедури кои ги имаме, сето тоа е еден склоп и должност на докторот оториноларинголог да направи еден склоп и да дојде до точна диагноза. Така, за ендоскопија и ехо на синусик имаме прилози понатаму во емисијата, токму снимени во вашата ординација. Можеме ли да спомнеме што е синусоскопија? Всушност, и уште еден термин кој што треба да се додаде, ама јас за да не изгрешам. Па синусоскопијата, тоа е да речеме повозрасни деца и возрасни се работи. Тоа е исто ендоскопски пристап, најчесто на виличните синуси кои процентуално и навеќе страдаат, ни дава можност преку носната шуплина да влеземе во самата синусна шуплина и да се направи правилен увид, да речеме со другите снимки ние добиваме некој увид, но тоа не е тоа. Ова со очи може да се видат сите сокриени места во самите синусни шуплини, може да се земе материјал за испитување од самата синусна шуплина. Дури земавме и материјал од лигавицата за да испитаме тип на клеточна инфилтрација, све со цел за поточно, покоректно доаѓање до диагнозата која ни дава можност коректно да ја работиме терапијата. Меѓу другото, сигурно ќе иде во прилогот, ние тоа го направивме како терапевтска метода, ставање на синус катетер, преку кој се прави лаважа на самата синусна шуплина, све со цел да што поборго, полесно и поедноставно дојде до заздравување на таа шуплина во коските или скелетот на лицето. Така. И еве би го завршиле разговорот повторно онака некако слично како и што почнавме, она што велите вие, навреме нели да ги согледуваме сите проблеми кои што кај децата се јавуваат, навреме да се оди на лекар, да се откријат нели сите тие можеби здравствени проблеми кои би се појавиле за да не дојде до некакви компликации подоцна. Па да, тоа што кажавме пред како ги спомнавме симптомите, значи еден совет до родителите. Јас стално во мојата пракса кажувам, значи не е само детето да заспие. Значи додека детето игра, многу работи не може да се приметат. Значи битно е навечер да се покрине ли детето, старите добри слики, и секако да се прати како детето спие. Дали спие со отворена уста, значи што ќе биде знак за запушување на носот, дали има подкашлување, кашлање, некој пат кашлицата може да доведе до нагона повраќање и пратен со доста слуз, секрет. Значи сето тоа ни укажува дека нешто се случува во горно-респираторниот тракт. Оке, 1-2 дена, али веќе ако тоа продолжи понатаму, веќе дава еден знак дека треба да се појде на оториноларинголог, да се види кој степен на воспаление и да се види што третман да се примени. Така, мораме да ги следиме и да внимаваме на децата постојано. Па тие се нашето богатство. Така, да. Доктор Цекич, ви благодарам што бевте гостин ова утро во ББ Магазин. Благодарам и на вас. Сега и практично ќе видиме како се изведува ендоскопија и ехо преглед на синуси како значајна и темелна постапка. Сето ова снимено во ординацијата на доктор Цекич, чии што главни насоки и главни информации кои што се однесува на ова имавте можност да ги слушнете пред малку во разговорот, а сега и практично да видиме како се извршуваат тие прегледи. Но техниките за испитување на промените во носната шуплина се како и ендоскопијата на носната шуплина. Со помош на ендоскоп, значи ни дава можност да видиме дали имаме и какви промени имаме во самата носна шуплина. Значи дали има присуство на секрет, каква боја, каква густина има секретот, дали имаме лигавица дали имаме оток на лигавицата на носната шуплина, каква боја е, дали е ливидна боја која бидела во прилог на алергиска ринопатија, дали е воспалителна генеза. И кога се работи за повозрасни деца, имаме можност да влеземе многу подлабоко и да се види состојбата на задниот дел на носот, тоест местото каде што се наоѓа третиот крајник. Значи, кој што можеме да видиме една оскудна секреција, благо оток на лигавицата има. Дали те боли пиле? Не. Одлично. Дали скокотка? Не. Значи, можеме да направиме целосен увид на носната шуплина, посебно во средните партии, средната носна школка,
каде што се наоѓаат отворите на параназалните синуси и да регистрираме слевање од нив према долните партии. Значи, едноставно да потврдиме или да одречеме дека се работи за воспаление на самите синусни шуплини. Кај повозрастни деца, ако долго време не се третирани, може да се регистрираат и бенигни творби, кои што се полипи во носот и слично. Значи, ехото на синуси, моментално што работиме кај куклата, ни дава можност на едноставен, безболен и нештетен начин да видиме дали имаме промени во самите синусни шуплини. Значи, со една сонда, која иначе 3,5 МГц, преку образите се снимаат синусните шуплини. Предноста на ехонаодот е тоа што може, ехоиспитувањето е тоа што може да се повторува во повеќе наврати без никаква штетност, за разлика од рентгенските зрачења, значи да видиме дали имаме промени, немаме промени и подобрување. Во зависност од возраста на пациентот, тогаш се испитуваат повеќе синуси. Да речеме на оваа возраст, која се работи за детенце до 4-5 години, 6 години, се оди повеќе испитување на виличните синуси, затоа што тие се веќе развиени. Додека останатите синуси треба, посебно за челниот синус, после 10-та година од својот живот. Значи, како што можеме да видиме, немаме болност, децата добро го прифаќаат ова снимање и преку гелчето добиваме целосен увид на синусната шуплина.